издание. Личниот адвокат на Трамп, Руди Џулијани, би сведочил во процесот за импичмент. Во САД има недостиг на наставници. Решение се бара во ангажирање наставници од странство. Легендата во американската кошарка, поранешниот комесар на НБА Дејвид Стерн, почина на 77 годишна возраст. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Личниот адвокат на Трамп, Руди Џулијани, изјави дека би сведочил во процесот за импичмент на американскиот претседател. Џулијани, кој е клучна фигура во притискањето на Украина да покрене истрага од која политички ќе профитира Трамп, изјави дека ќе сведочи во судскиот процес за импичмент и ќе стори се што може да го види ослободен од вина претседателот. Тој изрази желба да го истражи случајот, но рече дека не знае дали некој би имал храброст да му го предаде предметот. Џулијани, кој е поранешен градоначелник на Њујорк и долгогодишен доверлив соработник на Трамп, не се очекува да биде еден од адвокатите на Трамп кој ќе го брани во судењето во Сенатот. Главниот адвокат на Трамп најверојатно ќе биде советникот во Белата куќа Пет Сипилон. Ситуацијата пред амбасадата на Соединетите Американски држави во Багдад денеска е мирна, откако паравојните групи кои протестираа поради американските воздушни напади во Ирак се повлекоа од комплексот. Претходно безбедносните служби од американската амбасада употребија солзевец и гумени куршуми кон стотиците демонстранти кои ја вандализираат зградата. Легендата во американската кошарка Дејвид Стерн, под чиј мандат кошаркарската асоциација на САД НБА прерасна во глобална спортска сила, почина на 77 годишна возраст. Стерн мина 30 години на чело на НБА и беше комесар кој најдолго ја извршуваше престижната функција во лигата. Доби мозочен удар на 12 декември и беше подложен на итен оперативен зафат. Врховниот суд на САД годинава треба да донесе одлуки за неколку случаи поврзани со финансиското работење на претседателот Доналд Трамп и неговата организација. Пет Сивидасковара има повеќе за ова. Минатата година ја одбележаа бројни судски случаи за финансиското работење на претседателот Трамп, покренати од демократите во Конгресот и обвинители во Њујорк. 2020 ќе биде клучна за Врховниот суд, кој треба да се изјасни за 3 од овие случаи веќе закажани за месец март. Она што е важно е да се дознае каде се парите на Трамп, како тој води бизнис, повеќе за неговите банкропти, како и дали за ова тој е искрен пред американскиот народ. Демократите долго ги бараат извештаите на Трамп за плаќање данок со цел да се види дали тој има конфликт на интереси со надворешни актери, но и дали имал корист од неговиот даночен план од 2017. Во меѓувреме пак се водат правни постапки за неговиот хотел во Вашингтон за наводно прекршување на законите против взимање мито. Саудитска Арабија организира голем настан во неговиот хотел, нешто што представува загриженост за прекршување на уставот. Прашањето е дали странски влади добиваат нешто за возврат преку давање вакви подароци. Our foreign governments currying favor with the president by giving him gifts. Кога дојде на функција, Трамп ги прекрши правилата и одби да се откаже од неговиот бизнис. Тој негира дека го користи претседателството за приватни интереси и оти продолжува да го користи и неговиот имот за политички цели. Во третиот квартал на 2019 на имот во собственост на Трамп беа собрани $125 милиони за неговата изборна кампања и Републиканскиот национален комитет. Имам хотели на секаде и луѓето ги користат за тоа што се најдобри. Во септември пак критичарите го нападнаа подпредседателот Майк Пенс, оти престојувал во хотел на Трамп за време на неговата официјална посета на Ирска. По остри реакции во октомври, Трамп ги откажа плановите да биде домакин на самитот Г7 годинава во неговиот ресорт во Мајами. Истиот месец пак, организацијата Трамп најави дека размислува да го продаде хотелот во Вашингтон, делумно поради етички причини. Во ноември претседателот плати $2 милиони да затвори правна постапка која се водеше против него за наводна злоупотреба на пари, собрани од донации за промоција на неговата претседателска кампања. Во САД има недостиг на наставници, особено во руралните области. 40% од училишните окрузи се соочуваат со овој проблем. Решението некои го бараат во ангажирање наставници од странство. Дипак Добол ни представува наставничка од Филипините која работи во Колорадо. That one is my back.
Овде е банка, таму самопослуга. Ова е киното каде гледавме филмови. Има аптека и кафуле единствено во градот. Бев изненадена затоа што на Филипините за Америка се мисли дека е Њујорк или Калифорнија. Не очекувавме рурални области. I'm Charmaine Teodoro and Јас сум Шармен Теодоро, израсна во Манила. Предавам математика од 7 до 12 оделение, а основните предмети се подготвителна алгебра, алгебра 1 и 2 и геометрија. Algebra 2. For graduation from the Julesburg School District. This is her second year with us. Ова е денот за свидетелства во Џулсбург. Овие е втора година со нас. Јас сум Шон Инес и јас сум раководител на училишниот округ во Џулсбург во Колорадо. 2 years ago, I had a long-time math teacher that До пред 2 години имавме долгогодишен наставник по математика, кој се исели откако овде мина 12 години. 3 до 4 месеци се обидувавме да најдеме замена. Само еден кандидат се пријави од САД, не ги исполнуваше условите и моравме да најдеме друго решение. Тогаш се обратив до компанија која работи со давање работни визи за наставници од Филипините. did 5 interviews using video conferencing. Направивме 5 видео интервјуа, а Шармейн беше најсоодветна за она што го баравме. I've had some challenges. Имаше предизвици првата година. Имав ученици кои ги туркаат границите, сакаат да видат до каде може да одат, ве тестираат. На Филипините не е така. Ве гледаат во униформа, вие сте наставничка, тоа е доволно да ве почитуваат. Тука треба да се докажете за да ве почитуваат. So you're finishing your second year. Ова е крај на твојата втора година со нас. Почна да се чувствуваш подобро? Very smooth this year. Многу подобро. Минатата година имав проблеми со некои од децата. Годинава е многу различно. Би сакала да останам. Тоа не радува. Многу сме задоволни од тебе. Благодарам. Have a good day. You too. Многу мина, секојдневно следејќи нереални стандарди за убавина во списание на социјалните медиуми. Не се задоволни од својот изглед, но Джесамин Стенли не дозволила изгледот да ја спречи да стане инструкторка по јога. Прилог на Карина Бафраджијан. Джесамин Стенли има 2 работни места кога влегува во јога студиото. Предава јога и ги учи луѓето за човековото тело. Ги воведувам во јога. Тоа се главно луѓе кои мислат дека дебелите не може да вежбаат јога. А јас ги прашувам зошто мислите дека тие луѓе не може да вежбаат јога. И тие може да прават секакви работи цело време. Джесамин Стенли е среќна со тоа како изгледа и се допаѓа незиниот живот и зафатена е со напорна работа, учејќи ги луѓето да го прават истото. Но и требаше известно време за да почне да размислува вака. Со години таа веруваше дека незината тежина ќе ја спречи да ја гради кариерата од незините соништа. The yoga practice is really meant for Вежбањето јога е за сите. Бела жена со витко тело, хетеросексуална личност, обично богата. Ако не се вклопуваме во таа слика, тогаш мислиме дека не е за нас. Но во одреден момент Стенли свати дека модните списанија или телевизијата не се причина што таа самата не се веруваше дека може да го исполни својот сон. Затоа одлучи да се прифати себе си таква каква што е. Од тогаш незиниот живот започнува да се менува. Таа стана толку популарна што големи компании како Kotex и Samsung ја поканија да соработува со нив. Бидејќи е различна, не личи на некој што луѓето обично го замислуваат дека вежба јога. Таа е различна и ја прифаќа таа разлика. She's very approachable. Таа е многу достапна. Ни објаснува на соодветен начин. Денес на некои места е скапо да се вежба јога, но Стенли се надева дека ќе го направи поприфатливо. За таа цел таа направи апликација за паметни телефони наречена Под стомак, со видеа од вежби по јога. I wanted to name it. Сакав да ја именувам апликацијата по она што го гледаме како најмек дел од самите нас, делот што најчесто го криеме, но тоа е всушност делот што ни дава најголема сила. Стенли се надева дека незиниот пример ќе ги инспирира другите жени да се ослободат од предрасудите кон себе и да се борат против стереотипите. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Гледајте не утре. Довидување.